Водство на ВМРО ДПМН од 7:1 во однос на СДСМ и тоа на само еден месец пред изборите. Со вакви бројки и јас би бил изваден од памет. Па луѓе, ова ќе биде изгледа поголем пораст на СДСМ тој на парламентарните избори. И токму затоа тие како да имаат кренато раце од гласањето. Тие сега само се крстат во дуи длабоката држава дека ќе успеат да најдат начин како да се спасат. Тоа што е добро во последната анкета и што навистина ги плаши, е што народот е доволно зрел и веќе не паѓа на веќе видени сценарии од типот на шарени револуции и слично. Но мораме да останеме будни, да пазиме и внимателно да ги следиме сите знаци на саботажи, подметнувања, тероризам и целата, нема да ја наречам хибридна, туку специјална војна, што се води против Македонија. Велам против Македонија, бидејќи ова не е нивна војна со власта, туку војна против државата, против нејзиното напредување, против рачистувањето со разните структури кои ни ја исцицаат душата овие изминати 3 декади. Искрено, навистина, мислам дека веќе нема човек во оваа држава кој не е уверен дека подпалувањето шуми, сервиси за коли, фабрики, отпади, депонии, кој се случува пред избори, е дело на организирани групи кои, како што гледаме, не се нималку аматери. Не верувам и никој не може да ме разубеди дека се е случајно. Случајно изгора кабаресо кој ни однесе млади животи, случајно не изгори шуми, национални паркови, случајно гора депонии, фабрики за отпад и најстрашно секаде многу жртви повредени и изгорени. Загадување на цели градови, труење на цели генерации. Реков, премногу случајности за да биде случајно. Очигледно некој сака континуирани системски хаос, трошење на државни ресурси со цел ослабување на државата. Сите да се занимаваат со се, само не со расчистување на криминал и корупција. Ова е навистина ужасна предизборна режија на монструозни умови кои за да се спасат себе си и своите милиони работат на дестабилизација и уништување на државата. И во тоа имаат директна поддршка од СДСМ и Левица, кои гледате ликуваат на секоја несреќа, на секоја тага. И сето ова си го користат за свој политички профит.